dobro mi je jasno, samo da se uči treba. I po cela noć učenje to prvo daje. Svega dobro mi je jasno, samo da se uči treba. I po cela noć teško se ga mene, odande mama ne je uvažala. Drugačina moj, teško se ga mene, odande mama ne je uvažala. Drugačina moj, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Nezgodna pesna, neli? Ја чувте и без лутење некој може и да се препознаат во неа. Единиците се благо речени, непријатни оцени. Но рака на срце тие не се раѓаат сами. Најчесто учениците многу им помагаат да се населат во дневникот, до нечие име. Значи вака, зимскиот распуст заврши. Некој игра помалку, се знае зошто, некој повеќе, заслужив. Токму навреме падна и снег, сена се тие 15 дена минаа брзо. И еве ги пак учениците во друштво со своите чанти, моливи, тетратки, ги очекуваат клупите, таблите, бројките и речениците. Брзаат тие кон гласот на училишното звонче кое бодро ги повикува во нови битки со знаењата. Деца, по неколку напорни месеци доаѓа големиот сончев летен распуст. Ајде да го пречекаме со озарени лица, без непријатното друштво на оние грди единици. Важи? Битола во овие зимски денови, главната улица. Оваа куќа, денес со заклучена врата и спуштени завеси на прозорците, некогаш поодамна во неа било мошне живо. Доаѓале луѓе да го овековечат својот лик на фотографија. Зад апаратот бдеело мајсторското око на тогашниот проучуен фотограф. Во оваа куќа живеел и работел првиот филмски снимател на Балканот, чичкото Милтон Манаки. Замислете, тој почнал да другарува со љубопитното око на камерата уште во 1905 година.
Првите забележани кадри ја представуваат неговата баба која имала 117 години и се уште можела да ткае килими. Постојано во движење, љубоморно прегрнувајќи ја својата волшебна кутија, Чичкото Манаки стигнувал насекаде да ги забележи на филмската лента значајните настани во својот град. 1911 година. Последниот турски султан Решат во посета на Битола. Меѓу насобраниот народ е и Милтон Манаки, крај ногарите на кои е поставен неговиот најдобар другар, камерата со број 300. Зуење, окото на камерата е вперена во својата цел. И ете денес, по толку години, овој филм е сочуван како документ за едно време. Со посебна љубов Чичкото Манаки ги сликал и фотографирал своите бестрашни македонци, заколнати непријатели токму на турските султани и нивните зулуми. Многу решителни лица на комити и легендарни војводи, сочувани се од забот на времето, на пожолтените фотографии, на филмот што трепка при проекциите. Без техничките помагала со кои денес се служи филмската уметност, сам, наоружен со стрпливост на хроничар, ги бележал Манаки годините и времињата што се менувале. И балканските војни нашле свој одраз во објективот на камерата 300, и Народно-ослободителната војна на народите на Југославија. И ова наше современо денес било интересно за неуморниот влюбеник во камерата и филмот, големиот документарист Манаки. Секогаш меѓу народот, тој ги забележувал среќните и тажни мигови на човечкото живење, свадби и невести, свирки и веселби, занаети и изработки, излети и поседенки. Него секогаш го интересирал настанот и ликот, учесник или набљудувач на тој настан. Ликот уловен без маска, како огледало на душата. За жал, Чичкото Манаки веќе не е жив. Тој остави зад себе безбројни фотографии и многу метри снимена филмска лента, како порака и уверливо сведоштво за своето време, на увид на идните генерации. Ако одите во музеј и прелистувате стари фотографии, ако го вклучите телевизорот и следите омилена емисија, ако имате можност да гледате стар филм на трепкава проекција, не заборавете. Во основата на сето тоа, една голема шарена нишка има исткаено и камерата 300, на добриот и љубопитен Чичко Милтон Манаки, првиот филмски снимател на Балканот.
Зима во домот. Студенило и мраз царуваат во една бела лимена кутија, а сепак ви се пријатели. Вам и на сите производи што ви се омилена храна. Погодивте, името на таа направа е фрижидер. Но фрижидерот не е снегулка и не паѓа од небото. Тој се прави полека и со многу труд. Еве како. Најнапред треба многу лим. Алуминиумски, лим со тенок слој на пластика и така наречен инокс лим, кој е постојан карактер па не рѓосува. Значи, лимот е тука и на него се исцртуваат разни линии. Потоа една машина со остро сечиво за миг го дроби на парчиња. Парчињата елегантно се подвиткуваат. Врата? Не грижете се, не заборавивме. Вратата е облепена со магнетна гума и има задача убаво да затвара, да не дува студенилото в соба. Конечно, фрижидерот си заличува дури во монтажното одделение на фабриката. Тука овие витрини добиваат и стаклени очила дебели 8 до 10 мм. И, секако најважното, сето онаа апаратура без која би биле безвредни кутии. Прашање. На кој начин фрижидерот ја чува и заштитува храната? Накратко вака. Во него има една материја наречена фреон. На ниски температури таа се испарува. Студениот газ патува кружно низ фрижидерот и ја собира топлината од производите. А што ми е студено, тие ќе го зачуваат своето здравје, јасно? Овие фрижидери витрини ви се познаници од сладкарниците, самопослугите и градинарските дуќани. Домашните фрижидери се помали. Го гледате почетокот на нивниот развоен пат. Лимот и тука е главен. Се сече по обележените димензии. Повеќе делови за еден фрижидер. Нивното составување се врши на долга машинска лента. Боење. Долга и сложена операција. Тука спаѓа миење на сандаците со специјални детерџенти. Потоа правец во печката на сушење. Во така наречената шприц кабина, лимените површини се подновуваат, најчесто со бела боја. Вака освежени тие поаѓаат да се гушнат со апаратурата задолжена за разладување.
И овде најважна улога има нашиот познаник фреон, оној вреден собирач на топлината. Откако во него ќе се вградат многу делови, завртки и жици, фрижидерот може да мечтае за почитувано место во нечиј дом. Може би токму во вашиот. Таму полн со разновидна храна, тој пријатно ќе дреме, подсвирнувајќи си во сонот. А кога ќе отворите вратата, ќе ве пречека буден и услужен. Повелете, се е сочно и свежо. Тој, фрижидерот, нашиот пријател, корисна зима во домот, деноноќен стражар за здравјето на нашата храна. Mili dome moj, rodek kraju moj, beskrajni polinja, prekrasen kraj, moj o tome znaj. Beskrajni polinja, prekrasen kraj, moj o tome znaj. Šumi rečen tek, brza beskraj šir, napred od kućička se daje sjaj, moj o tome raj. Napred od kućička se daje sjaj, moj o tome raj. Tamo čeka me sviden majčin lik, blažena nasmevka blika v toj čas, što te pojdam jaz. Blažena nasmevka blika v toj čas, što te pojdam jaz. La 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 la. La 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 la. Со посебно задоволство оваа сказна ја наречуваме сладка. Главни јунаци има повеќе. Сите се исти и се викаат вафел производи. Тестото е замешано. Една интересна машина прави кори или листови од тесто. Самата и ги пече. Мешалката е гладна. Таа бара растителни масти, шеќер и ароми. Па почнува да се врти. Смешата што ќе ја приготви е сладка и се вика фил. Корите се љубители на филот. А и тој не може без нив. 4 кори, меѓу нив слој вкусен фил, како да се дзида куќа од благи тули. Квадрати што крцкаат во допир со запчињата. Подеднако и сецкани, тие скокаат во преградка на шарена хартија која ќе ги завитка во својата шушкава наметка. Се разбира, мора да се испише и името на тие братчиња квадратчиња. Судбоносната средба меѓу нив и раката на некое дете најчесто се случува во самопослугите. Сладка сказна со сладок крај. Пријатно грицкање.